како што најавивме од денес утрово, верувам дека многу луѓе ќе не следат токму поради едни прекрасни ликови кои што дојдоа во Прилеп и ни донесоа една голема радост, а се разбира за нив пишуваја многу медиуми, но ние ве го имаме тоа експлицитно право да го добиеме интервјуто за прекрасниот ученик Вања Ѓорѓиевски заедно со својот ментор, наставничката Фросина Асевска од Основното општинско училиште Климент Охридски од Прилеп. Добре ни дојдовте во студиото на Радио Пела. И ви благодариме на поканата. Чест ни е што денеска ви имаме можност да бидеме со вас и да споделиме радоста заедно за големиот успех што го постигна Вања. Вања, how do you do? Зошто е Вања тука? Хајде да почнеме од почеток. Вања, кој е Вања? Јас сум Вања Ѓорѓиевски, имам 11 години и живеам во градот Прилеп, во Македонија. Така. И кое е првото место што го освои? Зашто станува збор? Станува збор за надпревар по англиски јазик на светско ниво, наречен ХИПО. Кога се одржа надпреварот? Надпреварот се одржа, финалето се одржа од 28 до 30 септември. Во Рим? Во Рим, во Италија. Така, и учествуваа кои се таму? Неколку ученици од некои градови или пак како беше тоа таму? Ајде малку раскажи ни. Учествуваа во моја категорија 30 ученици од различни држави, а вкупно беа 200 ученици во рамка 50 држави. И И ти сакаш да кажеш дека од толку луѓе ти го освои првото место? Да. Честитки, браво. Благодарам. Фросина, вие сте ментор на Вања и како целата оваа приказна започна? Целата приказна започна, да речам, пред 10 години започна овој надпревар, ХИПО, да се организира. Оваа година беше јубилејна, значи и таму. Учениците најпрво првата година кога започна да се реализира овој надпревар, беа вклучени само неколку земји во наша близина, да речам тука на Балканот, можеби најмногу, но потоа организацијата го прошируваше делот со земји кои што можат да учествуваат и оваа година имаше, како што кажа Вања, вклучено над 50 земји од целиот свет, од сите континенти, освен се разбира земјите каде што мајчин јазик е англискиот јазик, тие немаа можност да се пријават, така да, само оние земји каде што англискиот се изучува како странски јазик. Сега најпрво имаше како прелиминарна рунда наречена, каде што училиштата се пријавуваат до организацијата ХИПО дека сакаат да бидат домајќини за нивните ученици и ги добиваме тестовите материјалите по пошта во нашето училиште. Нашите ученици значи решаваат тука и потоа тестовите повторно, односно листовите со одговорите, ги запечатуваме, по пошта ги испраќаме за нивна проверка и ги чекаме резултатите да бидат објавени. Оваа година, кога ги објавија резултатите од прелиминарната рунда, имавме од нашето училиште од вкупно 80 на ученици кои беа пријавени од училиштето, имавме 12 полуфиналисти. Оваа година Тоа е со бодови, претпоставувам, така. Да, кој што има најголем број на бодови и тоа беше всушност на ниво на цела Македонија. Најдобрите ученици од цела Македонија добија шанса да учествуваат во полуфиналето на ХИПО. Оваа година, малку и заради ковидот, полуфиналето беше организирано онлайн. Предходните години сите ученици од цела земја се собираа заедно на едно место и заедно беше таму тестирањето за сите ученици, но оваа година заради ковидот, како што реков, беше онлайн тестирањето и повторно во нашето училиште се спроведе, значи сите учесници на истиот начин го реализираја. И од 12 полуфиналисти што беа од нашето училиште во различни категории, Вања успеа да влезе во финалето.
Рековте од вашето училиште, претпоставувам дека, како и што рековте претходно, дека учествуваат и училиштата од цела Македонија, значи Така, сите да. училишта имаат можност. Колку деца или ученици од Македонија беа дел на Хипо надпреварот во Рим? Од Македонија беа 4 деца учесници, и тоа во категориите, на првата категорија Little Hippo за учениците беше кои што минатата година учеле во 4-то одделение и на финалето, значи 5-то одделение беа. Потоа во категоријата Hippo 1, тука беше Вања, во таа категорија се надпреварува ученици од 5-то и 6-то одделение. Hippo 2 беше за учениците од 7-то одделение, тука имаше еден представник од училиште од Скопје, и во категоријата Hippo 3, која што е за учениците од 8-то и 9-то одделение, имаше уште еден представник од училиште од Скопје. Значи вкупно 4 бевме финалисти од нашата земја, кој што ја представувавме таму. Одлично. Само Вања освои прво место во својата категорија. Така, да. Вања, како се одвиваше надпреварувањето? Што треба да знае еден ученик за да може да учествува нова надпреварување? Што таму работевте? Што беше типот на надпреварување? Како се одвиваше? На надпреварот имаше 4 различни тестови за пишување и читање, хипотест, граматика за граматика, listening слушање и speaking за зборување. И во сите ти ги освои највисоките бодови? Па во reading and writing освоив 66 од 67 бодови, на speaking ги освоив сите и на Во делот со listening, И со во слушање listening исто сите. така сите максимални бодови ги имаше Вања. со хипотестот 3,5 бода мислам дека немав. 3,5. Дали во надпреварувањето го има и она спелувањето што е често карактеристично надпреварување во англиските државите кои што го говорат англискиот јазик? Тој дел беше покриен во делчето со пишување, writing, каде што имаја да напишат што има на некои слики, да дополнат реченици, да одговорат на некои прашања, и во тој дел и спелувањето тука можеше да се оцени кај учениците. Вања, очекуваш ли прво место? Да. Секој ученик треба да очекува прво место. Браво, Да, браво, затоа честитки. можеби го Тука се и освои, медалите што ги добивте, така, кој и ова е една плакета која што означува дека сте светски прваци Да, во изучувањето, односно во примената на англискиот јазик во категоријата од 5 до 6 одделение, така, и со оглед на тоа што Вања сега е 7 Да. одделение. Но како и да е, сакав да го прашам, дали е тешко да се совлада странски јазик, граматички, фонетички, морфолошки и така натаму, да се совлада правописот, правоговорот? Тешко ли е да се совладува јазикот, односно како се ти сакаш да го учиш англискиот јазик и што, дали учиш и друг некој јазик? Не е многу тешко ако научиш еден јазик, другите јазици полесно ќе ги научиш. Јас сега изучувам од 6-то изучувам германски јазик и одам на курсеви и за англиски и за германски јазик. Значи покрај училиштето треба и дополнително, Да. нели, за да може да се совлада еден јазик, бидејќи сепак часот не е доволен за да може квалитетно да се изучува англискиот јазик или пак кој да бил друг јазик. Може би се јавуваат, но како и да е, ќе оставиме другиот телефон 075 35 10 15 за сите оние кои што сакаат да се јавуваат и да се вклучат во програма, така да и да постават прашање до наставникот по англиски јазик Фросина Ацевска, со В, ние прелепчани без В, и затоа ќе ми извиниш, мора да го погледнам презимето да не сгрешам, и на Вања Ѓорѓиевски, момчето кое што е наш херој овие денови, реков, пишуваја сите медиуми и тоа ни е и чест и гордост затоа што имаме вакви талентирани деца. Во надпреварувањата, рековте, заедоја буџество повеќе земји. Кои се земји, вака можеме да ги спомниме, беа дел од учеството на Хипо оваа година? Беа вклучени... Дали од Европа, од Азија, дали... Да, беше, бидејќи беше на светско ниво, значи од
повеќе континенти, да речам, беа и вклучени земји. Од Европа, значи, имаше многу земји, нашите соседни речиси сите беа вклучени: Албанија, Србија, Босна, Хрватска, Бугарија, Косово имаше и Косово, од Косово, Црна Гора. да, Црна Гора, потоа имаше од Малезија, од Пакистан, од Виетнам, од Египет имаше, дури јас не можев да ги запамтам сите учесници. Од Турција, од Така. Азербејџан, од Имаше ли Арменија. дружба? Заврши ли се тоа со една убава дружба? Комуницирате со некои од тие деца, Вања? Па да, си имаме разменето Facebook или Instagram. И сега можеме да си изборуваме кога сакаме. Да, добра е таа комуникација со други деца од други држави, Да. предпоставувам, и користењето на англискиот јазик. Лесно Добро, може да се да. лесно може да се комуницира. Но јас би сакала да ве прашам како вие како наставник имате ли некоја методологија која што ги откривате талентите на учениците кога станува збор за англиски јазик? Па талентите сами некогаш се покажуваат на часот и со англискиот јазик сега, да речам, учениците бидејќи многу често го користат уште од најмала возраст со технологијата, имаме многу ученици кои што се талентирани за јазикот и ние треба само да ги препознаеме и да работиме потоа на нивната надоградба и во таков случај еве неминовни се успесите како со Вања. Освен овие медали и овие благодарници кои што ги добивте и вие, се разбира, заедничка е заслугата и на менторот и на ученикот. Ученикот слуша и работи, ги применува методологиите кои што ги кажува наставникот, а наставникот е секогаш горд кога има вакви талентирани ученици. Што има други бенефити и можности при учеството на ХИПО и освојањето на првото место? Со самото учество на финалето, сите учесници добиваат диплома која што им е меѓународно призната за нивното познавање на англискиот јазик. И во финалето тие веќе се надпреварува на едно ниво повисоко од нивната возраст и според Европската референтна рамка за изучување на странски јазици, финалистите, сите што беа во Рим, го достигнаа нивото А2 и добиваат светски признат сертификат за познавање на тоа ниво на јазикот. Но Вања, бидејќи освои прво место, тој исто така доби и стипендија за онлайн курс од Мизу Академија, тоа е дел од Универзитетот во Мисури, и има можност сега од понудени некои курсеви кои што ќе бидат соодветни на неговата возраст, тој има можност да одбере кој што ќе мисли дека му е најсоодветен и најприлагоден, да речам, со наставната програма овде што ја изучуваме, ќе има можност да си одбере и бесплатно да го следи курсот и да добие диплома која што ќе му биде призната потоа и во Америка, значи и доколку сака да се запиши потоа таму да учи, ќе има сигурно. Ако ги оценуваме вака да ја доближиме до нашите слушатели, оние кои што не гледаат исто така, оваа награда, ако на кој степен на изучување на англиски јазик и просечен ученик или просечен човек, колку Вања знае англиски јазик, еве така да речам. Па како што како еден средношколец Да. или како кој степен вака за да имаме на представа колку е знаењето на Вања кога станува збор за јазикот. Да, па како што реков, тој веќе, значи, во финалето покажа и дека едно ниво е повисоко над своите врсници, така да мислам дека може да речеме и како средношколец, дека кој што го започнува можеби средното образование, мислам дека би можели комплетно тука да биде изедначен со знаењето на еден средношколец. Може и да добиваме часови по англиски јазик? Да, Би може. биле бесплатни? Во секој случај, убаво е што имаме вакви талентирани ученици. Мене ми е драго што вие сте наши денешни гости, што ни го доближавте сето она што ви се случуваше во Рим. Ајде само да ни кажете како беше и дочекот. Значи се вративте тука во Прилеп, знае ли кој најмногу се израдува на твојот успех? Па први дозна моите родители и тие премногу се израдуваат. Така. Па
Така, нив ги Он известивме да. уште вечерта кога беше целата церемонија и кога го слушнавме името на Вања, кога ги прочитаа сите учесници на бината и најпрво ги известивме нормално родителите. И... Оценувањето Фросина го прават предпоставувам еминентни професори по англиски јазик кога Така, станува да. збор за ХИПО, Да. нели? Тоа се предпоставувам професори на универзитети и така натаму и така е и оценувањето. Но последователно колку време трае сето тоа за да се дојде до завршната финално надпреварување? Трае ли една година сето тоа? Па оваа година од февруари почнаа првите надпревари, прелиминарната рунда, па потоа полуфиналната беше мислам некаде во месец почетокот на мај. Значи, Вања нека ме поправи, долг е периодот, да, не е така и затоа едноставно, цела финалето година е. беше оставено за месец септември, бидејќи летниот распуст веќе започнуваше во многу училишта кои што учествуваа. Финалето затоа остана за септември, значи траеше Значи, скоро така, сите ученици неколку тука, месеци, почнавме да учиме со физичко присуство, нема Така, онлайн и да. дочекот, ајде малку за дочекот, бидејќи тој беше вака најфасцинантен. Кога дојде на училиште, што очекуваше ли да те пречекаат твоите соученици, сите оние од основното училиште Климент Охридски? Како беше вака чувството? Знаеше ли ти? Не, кажа ли не некој знаев, другар? никој не ми кажа. Сигурно некој другар ти има Првиот кажа. час имавме физичко и од кога се пресоблековме, моите другари ме задржаа. Два другари ме задржаа долу и другите појдеа горе. Ме задржаа дека мислам дека наставничката наша му пишала да стојат Така? да ме заедничка задржат долу. организација, да. Браво, беше браво. И сето, па ама после идејата од учениците Не беше. викнеа за горе да појдеме и појдовме и таблата беше цела испишана честитки, клупите беа споени, имаше па многу убаво беше. Убаво чувство, Да, така? да. А, Првен во училница, тоа беше од така, мојот а клас. потоа? А потоа, од кога заврши часот, беше големиот одмор, мене ме однесу. Излегов надвор со мојата мајка, појдовме до... Значи и таа е нешто вклучена во Да, организацијава да. била, да, така? Појдовме до чаршија и ми рече дека јас сум ми требал за нешто да ја помогнам. Се враќавме и таа и се јавија дека може да одиме и појдовме таму и цел двор беше полн со деца. Какво И е ми чекаја. чувството? Убаво, многу убаво. Преубаво, нели? Така, навистина убаво е, пак би рекла да се одбележи нешто кога е со труд, а и кога особено станува збор за ученици и мене ми е драго што еве имаме пак че речем вакви талентирани деца, а ние како медиум ќе настојуваме да ги регистрираме сите вакви убави активности од страната на основните училишта. Се надевам дека и во другите основни училишта има талентирани деца и по другите предмети. Уште еднаш ви честитам за наградата, ви посакувам многу успех во иднина и верувам дека вака заедно и ние би ги регистрирале сите успеси и на Вања. Добре дојдени сте секогаш кога ќе постигнете и други успеси. Уште еднаш благодарам што одвоивте време и се гледаме во некоја друга прилика. Така, ви благодариме и ние на поканата уште еднаш. Единствено ако немаме нешто што да дадеме. Имаме ли некого да го поздравиме? Па ги поздравувам сите гледачи и не знам друго. Ви благодарам уште еднаш што ни бевте гости, не беше чест.